Времето не можеме да го вратиме, ниту пак да ја залечиме болката, но затоа пак можеме да понудиме модули кои ќе помогнат раните побрзо да заздрават, порачаат членовите на делегацијата од Шведска која денеска пристигна во Кочани. Во наредните неколку денови, тие ќе споделат искуства за тоа како успеале да се справат со последиците од страотниот пожар во 98, кога во дискотека во Гетеборг животот го загубиле 63 лица. At the same time, we saw people in this Современо country видовме who луѓе stepped кои up работеа ден и who ноќ worked за day да им and night помогнат на to децата и bring младите children and повредени young во adults пожарот. Ги to носеа во hospitals here болниците and around овде и насекаде во Европа. In the same Кога way, people започна in other трагедијата, countries луѓето се stood ready соединија to за да provide им support помогнат and make и да this направат possible. нешто за оние на кои помошта In им Sweden, беше 4 неопходна. of these Оваа young трагедија во patients Кочани не received потсети care at нас за Karolinska пожарот во University дискотеката во Гетеборг, When каде disaster загинаа hit, people 63 came млади together швеѓани to do и the над best they 200 could беа повредени. for those. Веќе трет месец по пожарот во дискотеката Пулс, градот живее во тага и голема болка. Трагедијата во Кочани е лекција која треба добро да ја научиме и да не дозволиме да се повтори. Предизвиците денес се многу посложени. Како да им се прииде на луѓето и на заедницата во толкава болка, а тоа да се препознае како помош? Како да се уважи потребата за правда? Да се слушне и почувствува нивното страдање, а да се испочитува времето на тагување и борбата со загубата, како да се надмине стравот од заборав. 3 месеци Кочани живее во длабока криза, емотивна, психичка и криза во управување со секојдневието. За да се справиме со оваа трагедија, помошта е повеќе од добредојдена. Делегацијата од Шведска, меѓу кои и повредени социјални работници и пожарникари, во наредните неколку денови ќе остварат контакт со сите граѓани кои имаат потреба од разговори, но и да разменат искуства за како полесно да ја надминат тагата и болката.